Македонските манекенки и модели се навистина прекрасни, но на рака се бројат оние со светски кариери. Токму по нив момците воздивнуваат, а девојките им се восхитуваат, па дури и им завидуваат. Некои од овие девојки веќе имаат долгогодишни кариери зад себе, други се наоѓаат на самите почетоци од своите моделски приказни, но секоја е успешна на свој начин. Македонските девојчиња со светски квалитети и интернационални кариери. Македонскиот топ модел Елена Трајановска е име веќе препознатливо во светската модна индустрија, додека на нашите простори оние упатените знаат да кажат дека е светско, а наше. Во 2015 година модната Библија Vogue заедно со уште неколку девојки ја смести во моделите кои според предвидувањата во предстојната сезона ќе се најдат на самиот врв и навистина беше така. Елена Рей, ексклузивно лице на Calvin Klein во Њујорк, има соработка со Harper's Bazaar на фантастичен едиторијал за венчаници, но тука се и големите кампањи за Барбери, Massimo Dutti, Sephora, Zuhair Murat, Cerruti, како и светските модни недели и ревии за Armani, Ralph Lauren и многу други. Уникатна, мокина и бестрашна. Ова се епитетите што совршено ја опишуваат Ана Калачевска, моделка која ги красеше насловните страници на најчитаните македонски списанија. Таа дефинитивно се издвојува од останатите модели и манекенки, благодарение на нејзиниот бунтовен изглед и стил, а заштитен знак и понатаму е нејзината црвена коса. Ана Калачевска во светот на модата неуморно чекори од свој 14 години. Оваа специфична убавица не ја красеше модната сцена во Македонија и успешно не представуваше во Кина. Повраќањето во родната земја често ја гледаме како дел од модните недели во Скопје, но и како лице за македонските дизајнери Маја Кикириткова, Андреј Папас и многу други. Запознајте се со оваа вистинска барбика. Јована Нешова е една од најуспешните модели која гради интернационална кариера во Кина. Во 2015-та беше прогласена за лице на годината за Македонија, а од тогаш го освои азискиот пазар, сними неколку кампањи и каталози, стана заштитно лице на козметички брендови и се појави на страниците на кинескиот Vogue. После Шенжен и Хонг Конг, Јована работи во Шангај, каде во последниот проект стана заштитно лице на познатиот моден бренд Фиона Чен. Низ годините стекна искуство и го изгради своето портфолио, па со својата убавена и професионалност ги отвори вратите на интернационалната модна сцена. Арбенита Исмаили е албанка родена и израсната во Куманова, а школувана во Скопје. Таа решила својата убавина да искористи во странство, па сега пали и жари по светот. Мора да признаеме дека е прекрасна, а моментално е дел од престижната агенција Elite Model Look. Арбенита е добро позната во Лондон, каде ја гради својата кариера, а во нејзиното портфолио се запишуваат кампањи за Armani Beauty и едиторијали за Harper's Bazaar. Оваа прекрасна дама беше одбрана од страна на познатата мејкап артистка Шарлот Тилбури за туторијал за шминкање на Victoria's Secret, за подоцна да стане и заштитно лице на нејзините производи. Сандра Јовановска е македонски фотомодел и е родена на 9 септември во Куманово. Покрај моделската кариера, таа студира на факултетот за архитектура и дизајн. Таа отсекогаш сакала да позира пред македонските фотографи, но нејзината кариера отиде чекор понатаму, откако Сандра потпиша договор со мексиканската модна агенција New Icon Models. Македонската јавност ја памети по главната улога во спотот на Димитар Андоновски "Ако ме боли", иако оваа Кумановка доби ретка прилика својата убавина да ја представи на светот, па моментално ужива во убавините на Јужна Америка, каде што работи со полна пареа на многу едиторијали и многу брендови. Елена Рей, Ана Калачевска, Јована Нешова, Арбенита Исмаили, Сандра Јовановска се девојките кои веќе ги градат своите моделски приказни, секоја успешна на својот начин надвор од границите на Македонија, откако своето име го афирмираа токму тука.